Градскиот базен Летово сепак ќе работи. По вториот оглас за закуп пристигнаа 2 понуди. Која ќе биде избрана, ќе се знае најмногу за 10 дена. Повторно се актуализира темата за изградба на катна гаража во центарот на градот пред основниот суд. Иницијативата сега е на подем. Тие предлагаат објектот да располага и со деловни простории. Со метални шипки и палки, 2 фамилии се степале поради нарушени односи и развод. Полицијата поднесе кривична пријава за 10 луѓе. Градскиот базен Летово сепак ќе работи. Вториот оглас за издавање под закуп се покажа успешен. До комисијата во општина Велес пристигнаа 2 понуди. Денеска беа јавно отворени. Која ќе биде поповолна, таа ќе се избере и подносителот ќе биде газда на базенот во наредниве 10 години. Од финансиска гледна точка, фаворит за добивање на огласот е понудата од Златко Неделчев, физичко лице, кој за да стопанисува со градскиот базен понуди 648.360 денари годишно. Втората понуда е од правно лице, трговското претпријатие за угостителство Бодос, понуди 465.555 денари за купнина за 1 година. Двете понуди ги исполнуваат условите, затоа што надлежните бараа најмалку 400.000 годишно. Во наредниот период, комисијата детално ќе ги разгледа. Крајниот рок во кој мора да се одлучи е 10 дена, започнувајќи од денеска. На отворањето имаше и трета заинтересирана фирма, но нејзината понуда не беше земена во предвид и неотворена му беше вратена на представникот, затоа што со брза пошта пристигнала денеска, а крајниот рок за доставување завршил вчера. Оној чие што понуда ќе биде избрана како најповолна, има краток временски период, околу 1 месец, да го подготви базенот за отворање. Заштита на извориштата и водоснабдителните системи. Ова е приоритет на комуналните претпријатија во државата. Признаваат дека постојат проблеми кои тешко се решаваат. Велат дека секогаш недостасуваат пари. Сметаат дека единствен начин за подобрување на состојбата е преку зголемување на цената на водата. Дел од нас се уште услугите кои што ги наплаќаме од граѓаните не се доволни за одржување на системите. Така да на еден начин затоа и апелираме и се трудиме со дискусија и со аргументи да покажеме дека треба да се цената на нашата услуга да биде адекватна, за да можеме да вложиме во системите и да не дојдеме во ситуација да немаме вода за пиење. Представници од скоро сите јавни претпријатија во државата, чија дејност е дистрибуција на вода, денеска на заедничка маса бараа начини за подобрување на нивната работа. Сдруженијето Атком организираше работилница на тема лоцирање на ризици и размена на искуства помеѓу јавните комунални претпријатија во полето на производство и дистрибуција на вода и заштита на извори. Пред се еден од поголемите проблеми е заштитата на нашите изворишта, бидејќи мора да имаме предвид дека таа вода треба да биде пред се и законски, а нормално и од техничка гледна точка заштитена за да не биде под влијание на загадувања од секаков вид. Исто така имаме проблеми и со оние водоснабдителни, тоест оние комунални претпријатија кои што се снабдуваат со вода од акумулации, како пример Велес, Куманово, Струмица, Битола, каде што таа акумулација нормално треба пред се исто така да биде по сите прописи заштитена за да имаме квалитетна вода која што ќе добиеме во нашите системи и ја дистрибуираме кон граѓаните и на еден начин проблемите кои што ги имаме со тие комунални со тие водостопански претпријатија за уредување на нашите заемни односи. Доградбата и тековното одржување се основи за квалитетно водоснабдување, велат од комуналното тервен. Во Велес состојбата континуирано се подобрува, смета раководителот во фабриката за вода Тони Јовиќ. Старите мрежи се заменуваат со нови и се проширува градската мрежа кон блиските населби. Постојат застарени линии, али и во тие делови, го следиме ние квалитетот на водата, што го задоволува. Али со цела рационализација во дистрибутивниот систем, ние ги намаливме загубите на вода и се добрува квалитетот исто. Освен од јавните комунални претпријатија, на денешната работилница учествуваа и представници на Министерствата за животна средина, земјоделие и транспорт.
Изградба на катна гаража во центарот на Велес пред основниот суд, каде сега има паркинг простор. Овој проект пак се актуализира од партијата Подем. Нивниот советник Драган Димевски денески иницијативата ќе ја поднесе до градоначалникот и советот на општина Велес. Од партијата на Обединети демократи се одлучиле на ваков чекор затоа што немањето паркинг простор во центарот на градот е проблем кој е присутен веќе подолг период и тој мора побрзо да се реши. Ова иницијатива ја не ја гледам како предлог дали ќе биде поддржан од опозиција или позиција. Ова го гледам како заеднички интерес на граѓаните и проблем со кој се соочуваат сите граѓани на општина Велес. Значи ова треба да го гледаме како заеднички проблем. Во досегашниот период овој проблем само се посочуваше како проблем, но немавме ни еден конструктивен предлог даден и од едната и од другата страна. Значи беа давани предлози за изградба на катна гаража. Општината нема пари да ја изгради катната гаража во центарот на Велес, затоа од Подем предлагаат тоа да се направи со договор за јавно-приватно партнерство, објектот да го изгради приватна фирма, но за да има интерес да и се дозволи еден спрат деловен простор, а останатото да биде паркинг. Тука го гледаме интересот на приватниот сектор за да влезе во ваква инвестиција во партнерство со општината, бидејќи реално доколку само се бара инвеститор за изградба на катна гаража, сметаме дека би бил многу помал интересот кај приватниот сектор, додека пак со изградба и на деловни простори, со кои што деловни простори нивниот статус ќе се регулира со договорот за јавно-приватно партнерство, би бил многу поголем и нормално тука би се гледал интересот на приватниот сектор за да влезе во еден ваков проект заедно со општината. Доколку советот ја прифати оваа идеја, тогаш ќе треба да се работи експресно, затоа што се погласни се негодувањата на возачите кои никако не може да најдат паркинг простор во строгиот центар на градот. Слична иницијатива најави и владеачката партија пред изборите, но досега тоа не е реализирано. Масовна тепачка на две фамилии од Велес пред маркетот Жито во близина на градскиот пазар. Полицијата вчера поднесе кривична пријава за насилство на 10 од учесниците. Најмладиот е 20 годишен, а највозрастниот има 54 години. Нарушени односи, развод на две лица и расправија се причините за тепачката. Со метални шипки и дрвени предмети, роднините од една и од друга страна ги расчистувале сметките. Од ударите, видливи повреди имало кај две лица кои веднаш добиле лекарска помош, а останатите поминале со мали телесни повреди. Случката која на 7 овој месец се одвивала среде Белден ја виделе многу граѓани кои во тие моменти биле блиску до местото. Тоа кај повеќето предизвикало чувство на страф и несигурност. Заврши бербата на башиноселскиот млад кромит. Производителите се презадоволни од годинешната берба. Досега се набрани и продадени над 800 тони млад кромит. Килограм од оваа градинарска култура се продаваше по 40 денари на домашните, но и на странските пазари. Земјоделците од Башино село, но и од останатите населени места до оштеченијето на Вардар за годинава размислуваат да насадат уште поголеми површини под кромит. Ако годинава под оваа градинарска култура беа засадени 70 на хектари, сега планираат дури двојно да ги зголемат. Земјоделците се задоволни, велат трговците, без проблем го откупиле. Млад кромит остана да се набере уште на 5 до 6 хектари земјоделска површина. Производителите сега површините ги подготвуваат за садење други градинарски култури. Младиот кромит е меѓукултура, се сади до доцна есен и е издржлив на ниски температури. На трпезите го има за божикните и новогодишните празници. Најголеми производители покрај башиноселци се и земјоделците од Караслари, Кучилари, Ногаевци, Уланци и Градско.